Индиго деца. Следбениците на езотеричните идеи опишуваат група деца на кои им припишуваат многу посебни психолошки и духовни својства и способности како индиго деца. Капацитетот на индиго дете стана меѓународно познат во езотеричните кругови и беше адаптиран во бројни публикации во релевантни публикации како и на World Wide Web. Терминот не е поддржан со наводи од психологијата, детската и адолесцентната психијатрија или педагогијата, и речиси и да не најде одговор во научниот дискурс. Терминот индиго деца првпат беше споменат во 1982 година од Ненси Н. Теп во низината книга Разбирање на вашиот живот преку боја. Авторот, кој тврди дека можел да ја согледа човечката аура, тврди дека забележал зголемување на новороденчињата со аура во боја на индиго од доцните 1970 години. Денес речиси 100% од децата под 10 години се индиго деца. Терминот стекна одредена слава во езотеричната сцена преку книгата од 1998 година The Indigo Children. The Noy Kids Have Arrived од американските автори Ли Керол и Јан Тобер. Керол се опишува себе си како медиум во контакт со ангелски суштества наречени Крион. Преку комуникација со Крион стана свесен за децата индиго. Според Керол и Тобер, индиго дете покажува нови необични психолошки карактеристики кои резултираат со претходно непознат модел на однесување. Доаѓа во светот со висока самодоверба и знаење за неговата возвишеност, не прифаќа вештачки авторитети и не реагира на обид за дисциплина. Одбива да действува неразбирливо или навидно бесмислено. Покажува фрустрации кон ритуализираните системи, се смета страничен мислител, има училишни тешкоти, другите го доживуваат како асоцијален и има висок коефициент на интелигенција. Исто така е превозлив на хемиски супстанции, например во храната. Лекарите често погрешно диагностицираат психијатриски нарушувања кај децата и адолесцентните, како што е нарушување на вниманието, хиперактивност, ADHD кај индиго децата. Затоа поддржувачите на оваа идеја им препорачуваат на родителите, дури и против медицински совет, да се воздржат од конвенционален медицински третман за ова нарушување. Керол и Тобер и други релевантни автори пренесуваат впечаток дека пристигнувањето на децата индиго е дел од поголема духовна процедура и дека тие се предвесници на новата хибридна, можеби и дури вонземанска форма на живот. Тие исто така ги споредуваат и со плејадијци. А Плејада е звезда која се наоѓа во созвездието Бик. Малку факти и мотиви околу Плејада. Исто така наречени седум сестри, Плејадите се група звезди во созвездието Бик. Астрономите ја нарекуваат групата М45, позната која доаѓа од работата на францускиот астроном од 18 век Шарл Месие, кој идентификувал и категоризирал астрономски објекти на растојание од 444,2 светлосни години, најблиското звездено јато до Земјата. Плејадите се користат за исцртување на растојанието, користејќи метод наречен скалила за космичко растојание. Во уфологијата нордиските вонземјани се хуманоидни вонземјани, за кои се тврди дека потекнуваат од Плејадата, кои личат на нордиско-скандинавци. Професионалните контакти ги опишуваат како високи околу 2 метра со долга руса коса, сини очи и светла кожа. Уфологот Џорџ Адамски е заслужен за тоа што е меѓу првите што тврдел дека контактирал со нордиски вонземјани во средината на 50-тите години, а научниците забележуваат дека митологијата на вонземска посета од суштества со карактеристики опишани како ариевци често
вклучуваат тврдења за телепатија, добронамерност и физичка убавина. Професорката на колеџот Бејтс, Стефани Кели Романо, ги пишува верувањето за киднапирање од вонземјани како жив мит и забележува дека меѓу верниците нордиските вонземјани често се поврзуваат со духовен раст и љубовта која дејствува и делува од нив, како заштитници на оние што доживуваат во литературата за контакти и уфологија. Нордиските вонземјани често се опишуваат како добронамерни, а дури и магични, суштества кои сакаат да наблюдуваат и да комуницираат со луѓето и се загрижени за животната средина на земјата или за изглед за светски мир. Верниците исто така им припишуваат телепатски моќи на нордиските вонземјани и ги опишуваат како татковски, внимателни, насмеани, приврзани и младежки. Во текот на 50-тите години, многу контакти, особено оние во Европа, тврдеа дека се сретнале со суштества што одговараат на овој опис. Ваквите тврдења станаа релативно поретки во следните децении, бидејќи малите сили, познати како грейси, вонземјани ги заменија нордиските. Во повеќето наводи и извештаи за вонземски средби.